6 часа до небото. Шестиот час кобна тишина понесе, нов ангел на небото се издигна, со кофери полни сурова вистина, со раце за молитва склопени. Не преболу, се уште во љубов веруваме, секој 16 се сеќаваме, на еден гулаб со крило скршено, на еден хуман човек со срце огромно. 13 години поминаа, а ние од тебе ништо не научивме. Звездите на небото само постојат, а ти веќе си во нивната преградка. Ова е извадок од песната 6 часа до небото на Ангела Андоновска, која на последниот конкурс од литературниот клуб Кирил Пејчиновиќ добила пофалница. Таа твори уште од основно образование кога учела во училиштето Андреа Савески Ќиќиш. Нејзина менторка била наставничката Елизабета Стојчевска, која се уште ја поттикнува да пишува. Ангела сега е средношколка во медицинското училиште. Многу порано со самото мое творештво, благодарение на наставничката Елизабета Стојчевска, имаме учествувано на многу конкурси покрај тоа и на нашиот тука конкурс, кој што е еден литературен клуб, кој што е еден од најстарите. И покрај многуте награди, овој пат сум пофалена со мојата песна, што навистина сум задоволна, сепак најважно е самото учество, самото вреднување на трудот. Самиот наслов на песната говори за еден великан, за еден човек во вистинска смисла на зборот, тоа е Тоше. Насловот на песната е 6 часа до небото. Всушност песната е посветена на неговото заминување и напуштање на овој свет, и јас морам да истакнам дека навистина е жално што никој од нас немаше прилика да го запознае од помалите генерации, затоа што навистина треба да биде една слика за тоа како треба да изгледа еден талентиран човек кој што умее да го искаже својот талент, а сепак и својата човечност. Наставничката ги мотивира и своите сегашни талентирани ученици. Меѓу нив се и 12-годишните Мила и Теа. Мила Здравковиќ е добитничка на втора награда во категоријата песна за деца за своето дело Посакувам, кое го сподели со нас. Посакувам да сум птица, со широки бели крилца, да летам до највисокиот врв, да го видам светот прв. Посакувам во тивката ноќ да добијам некаква моќ, да можам чуда да правам, волшебни места да градам. Посакувам сите да се смеат, срцето со љубов да ги греат, посакувам никој да не е тажен, зашто среќниот живот е важен. Годинава учествував со песната Посакувам и добив награда за второ место. Мојот ментор е Елизабета Стојчевска, односно мојата наставничка. Наставничката е многу позитивна и секогаш не поттикнува да пишуваме повеќе песни, да твориме, и на сите ни посветува време да не научи како повеќе да имаме желба за пишување на песни. Теа најмногу сака да пишува за детството. Таа е благодарна на двете нејзини наставнички кои ја мотивирале да продолжи со пишувањето песни. На конкурсот за нејзината песна добила пофалница. Кога си дете, се те инспирира, кога си дете, од тебе среќа извира. Како лесна птица што игра, така секое дете убаво детство бира. Како што сонцето има зраци 5, така секое детство има свој сплет. Чисто и кротко секое од нив е, забавно, сладко, нежно, тие секоја игра ја играат снежно. Секое дете љубов мајчина сака, за да се живее во својот детски свет без мана. На светот му фалат детските насмевки, нивните лица мали, ангелски. Учествува со песната Детство. Добив пофалница. Ме мотивираше најпрво наставничката и менторот Елизабета Стојчевска, а исто така и мојата учителка Елизабета Соколовска, која од прва го откри мојот талент. Литературниот клуб Кирил Пејчиновиќ од Тетово секоја година организира конкурс на кој сите љубители на поезијата може да испратат свои дела.